Денес се прославува големиот христијански празник Бадник, радоста на христијаните пред големиот ден Христовото раѓање, со мир и слога да се започне бадниковата постна трпеза. Вечерта, заедно со најблиските од семејството, се собираме на трпеза. Паричката за среќа се става во лепче. Срекникот кој ќе ја добие паричката се верува дека цела година ќе го следи успех и берикет. Според нашите обичаи, храната од трапезата не се трга, туку од истата се појадува и следниот ден, па потоа ја речистуваме трапезата. Од овој ден завршуваат и божикните пости. Се наоѓаме во навечерието на празникот Рождество Христово. Овој ден пред Рождество Христово познат кај народот Бадник, или тоа доаѓа од зборот бдение. И затоа се собираме околу празничната трпеза постна, за да го пречекаме Рождеството Христово. Ова вечер е особено радосна за православните христијани, бидејќи целото семејство се собира заедно на молитва, на свечена празнична постна вечера и со нетрпение и со радост во срцата го чека Рождеството Христово. Дента пред тоа на Коледе, нашите мали коледарчиња деца ни го најавуваат и јавуваат овој празничен настан, ни го јавуваат Рождеството Христово, пеејќи разни песни, Вечниот Бог слезе, ни го кажуваат дека ете уште неколку дена и ќе се роди Богомладенецот, кој пак ќе биде спасител на светот. Божикниот пост, големата среќа за Христовото раѓање. Утреден да се слави на веселиот православен празник Божик, го славиме раѓањето на Исус Христос. Христос се роди за да добие човечки лик и да биде поблиску до луѓето. Кога Адам сгреши, Бог му вети дека нема да го остави, но ќе му испрати спасител. Текот на времето во Стариот Завет преку пророците, Господ го јавуваше доаѓањето на Христа, което се случи, се роди Бог во тело и мораше да прими човечката природа за да биде поблиску до луѓето, бидејќи каква и друга природа да примеше, немаше да биде тоа што немаше да биде човек, немаше да може да комуницира со луѓето. Најдобро е човек со човек. Така и Христос доби човечка природа за да биде блиску до нас, да ни го проповеда Евангелието, да ни го проповеда покајанието и да ни го проповеда Царството Божјо. Тој дојде во светот, направи безброј чудеса, болни исцелуваше, поучуваше и на крајот да биде распнат. Но ете, Царот на царевите се роди скромно во пештера, легна во јасли заради нас луѓето, со тоа покажа дека тој е всушност оној кој ги спасува душите на луѓето, а не некој војник кој ќе се бори против некакво земно робство. Тој е токму тој кроток смирен војвода, толку смирен и кроток војник кој се бори и нас научи да се бориме од робството на ѓаволот, од робството на злото. Со тоа ни покажа како младенец скромно во јасли легнат во пештера, дека и ние треба така да бидеме во душата наша скромни, во срцата наши да бидеме мирни и сите нашите души да прилегаат на оние јасли и постојано да го примаме Христа во нас, та и тој да пребива во нас и ние во него. Христос се роди за многу години.